доцниме од аспект што многу прашања треба да се решат до 1 ноември, како што е предвидено да стапи на сила работата на ОТА, имајќи во предвид дека тука влегува и не само организацијската и персоналната поставеност на самата агенција, туку и на целокупното обезбедување на физичка и административна безбедност на целокупниот процес на следење на комуникации со целокупните врски што треба да се воспостават и секако најважниот аспект, а тоа е комплетното префрлање на опремата од 5-та популарна управа, од Управата за безбедност и контраразузнавање до ОТА. Од моите информации, бидејќи ние како собрание имаме должност да ги следиме процесите на реформата, од моите информации тоа се прави и се надевам дека законски пропишаниот рок за почеток со работа ќе почне. Она што можам да го кажам од аспект на динамиката со кој што други работи се спроведуваат во делот на реформата на следењето на комуникации, не само ОТА, собранието на првата наредна седница ќе распише конкурс за избор на членови на граѓанскиот совет, кој што влегува во делот на работа на парламентот со нормално експертска помош на самите комисии задолжени за надзорот, за да може да се заокружи целокупниот процес на надзор формален, надворешен, на оперативно-техничката агенција. Така што овие процеси ќе одат паралелно, се компатибилни, произлегуваат од самите законски решенија за следење на комуникации и оперативно-техничката агенција и секако верувам дека тоа ќе го исполниме на очекување на граѓаните, особено после сето она што беше хаварија во овој систем за следење на комуникации.